Ви благодарам. Колега Маријанчо, изнесовте популистички ставови во вашето излагање за тоа што било најважно во овој буџет. Меѓутоа, колега Маријанчо, дали знаете што е најважно во овој буџет? А воедно и најболно за вас како опозиција. Најважно е што во овој буџет има средства за проекти кои што веќе се почнати да се реализираат, проекти за кои што тендерите во голем дел се завршени, односно проекти кои што се видливи за граѓаните и кои што се дел од програмата на владата, а воедно и се дел од барањата на граѓаните на Република Македонија. Знаеме дека со вашите математики не излегуваат на терен, но тоа е за жал реалноста со која што вие се среќавате. Продолжете само слободно вие да ја критикувате економијата во Република Македонија, меѓутоа резултатите во економијата се видливи. Како за македонската јавност, така и за светската јавност, а резултат е 12-тото место во светот и 6-тото место во Европа во Doing Business. Колега Маријанчо, она што треба да биде важно за вас е, како Велешанец, е тоа што во Велес се отвори фабрика, макар во која што ќе има за брзо време 600 нови вработувања. Она што треба за вас важно да биде е што вчера е најавено отворање на уште една фабрика во Велес. Она што е важно за Република Македонија е дека невработеноста во Македонија од 1997 година па наваму и на најниско можно ниво од 26,8%. Државата е умерено задолжена, тоест на ниво најавен долг од 43,9% од бруто домашен производ, а вие понатаму во врска со ова може да лицитирате со бројки колку што сакате. Има промена во вашето излагање во однос на минатите години кога сме го разгледувале буџетот за наредната година во врска со вашиот однос кон странските инвестиции. За разлика од претходните години кога излегувавте на говорница велејќи дека џабе владата оди и бара странски инвеститори, меѓутоа нема отворени фабрики во Република Македонија, денес реалноста е сосема поинаква, односно во скоро секоја поголема од општина во Република Македонија веќе има нова отворена фабрика, а со тоа се намалува невработеност. Резултат на овие фабрики се 625 вработени во Джонсон Мети Дойл, 267 вработени во Вистеон Електроник Македонија, 255 вработени во Кемет Електроникс Македонија, 55 вработени во Витек Македонија, 650 вработени во Ванхул Македонија, 1677 вработени во Джонсон Контролс во Штип, 101 вработен во Кичево, во Гентермо Прилем веќе 485 вработени, во Дрекслер Мал во Кавадарци 5800 вработени лица. Вие критикувајте, а ние ќе продолжиме со ова темпо на работа, со отворањето на нови работни места за граѓаните на Прилеп и намалување на невработеноста во државата. Благодарам.